веројатно, ако не следите сигурно последните години на утринска тилма, таа и јас дефинитивно сме луѓе кои што сакаат да го апострофираат, односно да ги апострофираат темите за атрактивниот и алтернативен туризам, секако вклучено и локално население, тоа го спомнеливме и пред малку со почитуваниот Владо. Апсолутно ќе најдете дека таа ја најчесто сме во овие теми и вистина драго нешто можеме на почетокот од оваа 2025 година главна цел некако и денешна утринска тема да ни биде токму и истото, алтернативен туризам, која што главна цел е и понатаму на малите стопанства за проширување на туристичката дејност во алтернативните видови на туризам. Секако фокусот секој пат велиме дека екологија, спорт, култура, уметност и вистина секој пат јас пак ќе кажам дека скриеното богатство во секоја географија во светот носи на некој начин и добар профит. Голем дел кај нас ја знаат приказната за човекот со големото парче злато што можеби нели љубоморно го криел од околината и секој ден одел да го гледа да му се восхитува, па потоа повторно го скрие и тоа го правил со години. Инаку, денеска нема да биде фокусот нели промоција само на земјата, туку како што тој и ќе каже, всушност доколку не се дискутира малку повеќе за подобрување и креирање на нова туристичка понуда, практично мислам дека не би биле и соодветна географска мапа за туристите. Да, одлично да ја промовираме, Владо, нашата конкретно земја, меѓутоа многу често знаете да ни апострофирате на тема да, меѓутоа мора да се испочитува преводата на понудата само на една земја. Така што официјално добро утро и добро ни дојде во новата епизода на Утринска. Најавивме дека денеска сте наш гости, нема за некој што можеби подоцна се вклучува, да кажеме дека и рековме нема можеби соодветен соговорник нова тема конкретно за алтернативниот туризам од Владо Србиновски од Баканија. Добро дојдовте. Благодарам. И мене ми е задоволство што ќе поделиме некои заеднички интересни теми или размисли. Туризмот постојано расте и ќе расте последните години, бидејќи се подобруваат условите на глобално ниво. А и доживува своја некоја метаморфоза и трансформација постојано. Јас сеќам Владо после дегресија уште кога беа периодот на пандемија сме збореле, секој пат се обидуваме адекватно да се адаптираме на условите. Така што и во денешните 2025 календарски денови. Значи констатираме дека на глобално и на локално и регионално ниво ќе расте туризмот, дека станува потреба на современиот човек и на современиот турист и затоа треба и ние да го следиме тој раст со нова туристичка понуда, бидејќи ако заостанеме после многу тешко ќе се вклопиме во тие процеси и земјата да има бенефит од туризмот. Туризмот е една од најбрзо растечките, која што многу брзо ги враќа вложените пари и ја афирмира земјата од сите аспекти, од културен, природен, вредностите на земјата, најмногу доаѓаат до афирмација на земјата преку туристите. Неминовно е за почеток да зборуваме за она кое што е соодветно во сезоната во која што се наоѓаме. Тоа е зимската сезона и особено во зима, покрај тоа што сакаме да излеземе надвор од нашата земја и да ги видиме како ски центрите во соседните земји, кои што за разлика од нашата и тоа како брзо се развиваат, така и веројатно за некои што имаат можности малце подалеку низ Европа, но ајде да не ја правиме толкова паралелата и ќе позборуваме или на почеток би кажале за можностите или за тоа до каде сме со тоа што го има како понуда во Македонија, во зимските ски центри, како што е Маврово, Попова шапка, Кожув, Крушево, сите оние кои што не се на располагање, ама за кои што постојано зборуваме дека и не доволно брзо, односно не брзо, него тотално бавно се одвива сето тоа. Да, заедничка констатацијата дека ние имаме огромни потенцијали и за ски туризам, и за зимски туризам и видливи богатства, меѓутоа не соодветно развиени на потенцијалите и на можностите што треба да бидат. Накусо ќе се осврнеме на потенцијалите или на зимските центри кои што ги имаме. За жал нашата туристичка сезона, зимска туристичка сезона е сезонска, со многу куса сезона, бидејќи глобалното затоплување веќе прави да температурите се зголемени, се покуса е сезоната, се помалку снег има, а ние се уште не сме добро адаптирани на тие промени и нашата туристичка ски понуда е оскудна, можеме да кажеме, со повеќе
пречки отколку погодности. Еве да се осврнеме на сите наши туристички центри, да го земеме Пелистер, кој што има многу мали ски можности, исто така Крушево има многу мали можности, меѓутоа ќе го издвоиме Крушево како дестинација која што благодарение на алтернативна туристичка понуда почна да биде одржлива и почна да функционира, да живее благодарејќи на проектот со параглайдинг туризмот. Тоа е Крушево на светската мапа е едно од 4 места на глобално. И чинам дека Крушево пак ќе биде домаќин на овие натпреварувања кои што во Крушево се организираат светски купови, европски првенства и други земји своите натпревари ги реализираат во Крушево. На тој начин Крушево заживеа и се радуваме на такви нешта. За задоволство исто така отварањето на новиот ски центар Кожух, кој што долги години не е отворен пак од одредени пречки, значи достапноста беше проблем, иако беше опремен со квалитетна современа опрема за скијање. Сега сите сме задоволни што се отвори, што ќе биде некаква туристичка понуда, а благодарение на потенцијалот на Кожув веќе во подготовка е студија за прогласување на нов национален парк, кој што заедно со постоечките национални паркови, кој што во моментов е негде 14,5% од целата територија на нашата земја, тоа е огромен потенцијал за ова за што ние збориме за алтернативна туристичка понуда и ски понуда. Мавро исто така можеме да го издвоиме како центар кој што има убави терени, убави можности за ски туризам, меѓутоа исто така ограничени, не со голем обем, а како и во Мавро, така и на Шапка една од најголемите пречки е достапноста и можноста за да дојдат туристи, каде што треба да има одредени предуслови, пристапност, паркинг места, сместувачки капацитети. И за домашните и за странските туристи тоа е голем предизвик и нервоза која што на крајот од денот, ако сме отишли на Шапка да си поминеме убаво, може да ни се расипе расположението. И заради тоа имаме ограничени број на туристи во овие центри, а ќе издвоиме Шар планина или Шара како една од најголемите потенцијали, најголема планина, една од најубавите во Европа. Меѓутоа, сите знаеме, ни приближно не развиена, дури никако во минатото кога била значајна како ски центар. Значи, Шар планина нуди па други видови на туристичка понуда и сметаме дека вложувањето во ски терени нема да биде исплатливо на база на она што пред малку зборевме за скратување на сезоната и глобалното затоплување, а требаат големи вложувања за да се приближиме до ски центрите во околината, во Бугарија, во Србија, Златибор, Копаоник, Банско, Пампорово и другите места, а камоли кон големите развиени од Швајцарија, Италија, Австрија. Да. Глобално се соочуваме со климатските промени, значи сите ски центри се соочуваат со истото, но тука зборуваме за искористување на потенцијалите и за професионално работење на ски центрите, поточно инвестирање во истите. За земјите за кои што говориме, тоа се работи одамна и се работи, значи, со тек на време. Долгорочна стратегија. Да. Додека за кај нас ние постојано зборуваме за потенцијалите. Но никако не гледаме нешто што во пракса или на дело би било вистинско искористување. Што значи, докаде само муабетот за потенцијалите, а каде е реализацијата? Тоа е тоа што недостасува. Дека секој пат, господин Владо, дека имаме адреналин, баш ќе кажеме еден афродизијак што се вели кон туризмот, баш така ќе се изразам, да сакаме да ги активираме сите чинители во туризмот и тоа некој пат ќе се случи во одредено географско подрачје и потоа затајуваме. Меѓутоа, мора да се остане конзистентен со долгорочни решенија, всушност како и другите што спомена и Ивана, еве да речам, во регионот и европски и светски метрополи. Ево таа насока ќе кажам позитивен пример. Ако ние констатираме дека кратка е сезоната и дека не се исплатливи големи вложувања, затоа треба да понудиме алтернатива на потенцијалот или можностите што ги има планината. Конкретно ќе земеме Шар планина, рековме дека е една од најубавите и на Шар планина многу атрактивен и многу исплатлив
исплатлива туристичка понуда ќе биде фрирајд скијањето. Значи имаме непрегледни предели каде што скијачите се носат со ратрак до одредено место и после слободно скијање по планината и тоа е еден од најскапите услуги што се даваат на тој тип на туристи. Потоа треба да укажем и на некои веќе актуелна туристичка понуда, например Sky Stardust Trail, која што е патека креирана од наши планинари, туристички водичи групација, која што заедно со партнерите од Косово и од Албанија креира патека на голема височина и која што 2022 година од еминентни туристички новинари е прогласена од 2022 за најдобар европски проект. Тоа е повеќето е насочена кон планинари, професионалци, бидејќи е тешка патека. Тука можеме да броиме и други слични понуди кои што планината ги нуди, да речеме, нашата трансферзала, западна трансферзала која почнува од Попова шапка, завршува во Охрид, креирана е 70-та година, пред неколку години се обнови и сега е дел од Вија Динарика, мрежата на патеки која што се протега од Италија до Грција. Потоа уште една значајна туристичка понуда од потенцијалите наши е Трансдинарика Cycle, мрежа на велосипедски патеки, која што минатава година е прогласена од CNN за најдобар проект. Таа опфаќа 5.500 километри по текот на Динарскиот масив и велосипедски патеки во планина и по асфалтиран пат, меѓутоа мрежа на голем број на патеки во сите балкански земји со 5.500, тоа се уживања за сите кои што сакаат да пасионири во велосипедизмот, да речеме. Владо, ајде конкретно да кажеме, имаме сега Министерство за туризам, нели? Што е тоа кое што е потребно како стратегија и како брз чекор за тоа што треба да се направи со алтернативниот туризам во Македонија, бидејќи некако знаеме што е тоа што треба, гледаме примери од страна, одиме, шетаме толку колку што и можностите ни дозволуваат, но слухот веројатно, претпоставувам дека слухот од оние кои што знаат како треба и даваат своји предлози, од оние кои што би требало тоа да го спроведат, можеби тука некако недостаток на комуникација. Нашата работа е поврзана со целиот туристички сектор и ги знаеме и слухот и мотивите на туристичкиот сектор. Со години наназад бевме, се залагавме за формирање министерство кое што ќе даде многу поголем инпут од претходно различните сегменти од што се бавеа со туризмот. Конечно се направи министерство и очекувањата се многу големи, меѓутоа за жал веќе впечатоците не се толку поволни или задоволувачки, затоа што Министерството припаѓа кон Министерството за култура и досега веќе 7 месеци како е формирано, требаше веќе да се започне стратегија за развој на туризмот на Македонија. А ништо од тоа? Значи, прво што требаше само со почнување на Министерството да се започне со стратегија, бидејќи неколку години наназад се подготвува, таа уште не е донесена. Стратегијата ќе ни укаже што треба да правиме, во која насока да се развијаме на кус период и на долгорочен период. Се уште Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот е под ингеренција на владата и се уште туристичкиот сектор кој што е заинтересиран за бизнисот и заедно со агенцијата и туристичките комори во нивните изјави, во нивните коментари се насочени кон промоција на земјата и доведување на туристи. Тоа е секако позитивно, меѓутоа самото име на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот го содржи и сегментот на поддршка. А поддршката значи развивање на нови туристички продукти, нова туристичка понуда, поатрактивна од претходната, за да не заостанеме за нашите соседни земји, бидејќи веќе конкуренцијата го прави тоа да ги собираат туристите и сметаме дека што поетно треба да се започне со стратегијата. Правејќи стратегијата ќе се вклучат сите чинители што ќе укажат што е она што е потребно на нашата земја. За жал мораме да констатираме во оваа насока промоцијата дава резултати, субвенциите дадоа резултати, кон
констатираме минатата година дека во Охрид беше во екот на сезоната преполно Охрид и со голем број на странски туристи. Меѓутоа годинава туристичкиот сектор и туристичките агенции сметаат дека на основа на веќе направените договори дека ќе има послава туристичка сезона во однос на туристите кои доаѓаат од скандинавските земји. Ние го припишуваме тоа на несоодветната понуда, бидејќи во Охрид минатата сезона сите детектиравме многу ѓубре во околината, недоволно паркинг места, несоодветна услуга транспортна, таксистите, злоупотреби на таксистите, големи гужви во маркетите, во продавниците, како и во рестораните и гостителски објекти, неквалитетна понуда од претходно, бидејќи луѓето, угостителите, келнерите не пуштија земјата, значи се намали квалитетот. Сезонската работа така. Да, на сезонската го направи тоа и една од поголемите пречки во таа шпиц сезона е нерезидентните жители кои што живеат во Охрид, во урбаните изградени згради кои што не се туристи, а влијаат на квалитетот на понудата, значи нема да ја имаме таа понуда што во Охрид ја заслужува. Затоа сметаме дека е неопходно да се ориентирам, а уште еден податок, 75% од туристите странски што доаѓаат во Македонија, доаѓаат во Охрид и во Скопје. Тоа се две дестинации што е поразвително ако немаме друга туристичка понуда. А пак 70% од турите кои што ги организираат се странски агенции. Значи, тие воглавно ги вклучуваат овие дестинации како кружни тури, балкански тури. Значи, нам ни укажува тоа дека немаме соодветен развој на туристичката понуда. Затоа сметаме дека поддршката, тоа е создавањето на услови за развој, дисперзирана туристичка понуда надвор од овие развиени центри, ќе го даде ефектот за развој на туризмот. Тоа значи дека во мал обем, мали бизниси, базирани на чистата животна средина, туристичката понуда како еногастрономија, еве да го земеме регионот на Тиквешијата, кој што многу мала туристичка понуда има, а потенцијал неограничен од тој аспект. Значи, создавањето на услови и ориентирање на мали бизниси во туризмот ќе даде многу поголеми ефекти, а за тоа треба повеќе волја на луѓето од туризмот или министерството, да речем, бидејќи они со своите мерки или политики можат да ги создадат тие услови. Например, олеснување одредени даночни за започнување на мали бизниси во туристичкиот сектор, потоа намалување на давачките, на олеснување на процедурите, измена на легислативата во насока на стимулирање субвенции, овозможување на ефтини пари. Сите тие работи ќе доведат до иницијативи кои што постојат, меѓутоа не можат да се реализираат, а ќе влијаат директно на збогатената туристичка. Практично мора да ја ревидираме домашната задача и практично, како што споменавте, Министерството за култура, односно туризам, да ги создава условите и за политиките за да ја развијаме. А една работа што ја споменавте на почетокот, а и зад камери, дека денешниот современ турист во последниве години имаат поинакви интереси, покажуваат поинакви навики, бидејќи секој од нас во брзото време сака да направи некаков ескепизам. Меѓутоа, да не забораваме дека детектирате постојано огромен недостаток на култура и несоодветно однесување, како што кажавте, на хигиената и животната средина на територија на цела земја. Активистите дури некој пат и советуваат конкретно, да речеме, овие национални богатства и планини, како што ги имаме шорт-планини, што билите кожови и така натаму, дека работи тенка е границата да не се комерцијализира, да не се случи градежна мафија повторни на овие делови од светот. Како да го задржиме и тука во тој дел да се направи атрактивност, да речеме, на овие некои планински дестинации, а сепак да не биде толку комерцијално, да речеме, да ги гледаме тие градби кои што може да ја некако и уништа таа инфраструктура сама по себе. Да се приспособиме на промените на станските. Претходно дискутиравме дека овој начин на туристичка понуда Охрид веќе е неодржлив, веќе повеќе пречи него што придонесува за странски туристи.
Затоа велиме дека треба да развијаме одржливи туристички понуди. А одржлива туристичка понуда значи покрај економскиот интерес, голема грижа за еколошките и социјал-културните придобивки на туристичката понуда. Значи локалното население да има придобивки, да на него промени начинот на живење, да биде вклучена во понудата, а да има сатисфакција од тоа што го работи. Значи малиот обем а дисперзиран ќе даде повеќе ефекти, веќе ги имаме сите предуслови. Квалитетна гастрономска понуда која што на цела територија на нашата земја, вината и сето тоа, манастирски туризам, културниот туризам кој што не е врзан со сезоната, а културен туризам значи покрај она културно историска туристичка понуда, големиот број на археолошки локалитети, цркви, манастири, џами и сето тоа. И начинот на живење е предизвик за туристите кои доаѓаат мотивирани од културниот туризам, бидејќи доаѓајќи, истражувајќи современиот турист ги задоволува своите интелектуални, едукативни и духовни потреби, откривајќи и правејќи конекција со локалното население, откривајќи, а тој тип на туристи се по-ситуирани, почесто одат на патувања и повеќе трошат отколку конвенционална. На порафиниран начин ги обсервираат овие туристички. Значи во таа насока треба да потикнуваме развојот на туризмот во земјата и ќе имаме ефекти секако, бидејќи во текот на целата година тие алтернативни туристички понуди можат да се конзумираат некако овие сезонски, зимските и летните околу езерата. И сега може пак да се навратиме на оно кое што претходно го ве прашав, а тоа е кога веќе се знаат чекорите, што треба да се направи, каде можеме да бидеме атрактивни и се попривлечени за странските туристи, тогаш каде е проблемот кога ќе дадете црно на бело решение, тогаш каде е причката да тоа се реализира. Не наеднаш, знаеме дека не се случуваат овие работи преку ноќ, но зошто не се превзема или велите фокусот е на понуда која што досега е позната и нема никакви посебни промени? Досегашно искуство покажува дека ниедна политичка структура досега што владеела не го препознава доволно потенцијалот или можностите да ја развија земјата економски преку развој на туризмот и земјоделието, кои се две компатибилни сфери каде што една со друга се надополнуваат, а имаме изморедни потенцијали за овие две области. Значи, декларативно се залагаат, кога ги слушаме или на дебати или нешто, кога ќе дојде да се направат конкретни чекори како еве нови политики или започнето што поитно уште од вчера правењето на стратегијата што ќе не насочи како да го развијаме туризмот, да жал не отсастува и не знаеме како да ги натераме. Да. Агротуризмот исто така важен дел. Нешто со кое што повторно ќе речеме можеме да се пофалиме, нешто за кое што постојат потенцијали, поддршката на мали фирми е особено потребна, да им се даде ветер во грб да нели и го истакна тоа кое што знаат на начин како што знаат. Агротуризмот е тренд на глобално ниво, а ние пред малку спомнавме дека компатибилни се туризмот и земјоделието, тоа е спој на земјоделието и туризмот, тоа е агротуризмот, кај што дава задоволство на луѓето кои што посетуваат мали места во рурални средини, уживаат во понудата, уживаат во животната средина, прошетки, мир, спокој, кој што се повеќе го бара современиот турист со забрзување на начинот на живење. И тој тренд и понатаму ќе оди во таа насока, бидејќи брзиот начин на живот луѓето бараат да побегнат од тоа во некоја мирна и атрактивна туристичка дестинација. Потребни ли се законски измени за поддршка на вакви мали фирми и стартап бизнеси? Да, потребни се категоризација на одредени субјекти во сместувачки капацитети, да не го разглабаме законот за сместувачки капацитети во рурални средини, кој сега е во законот за угостителство, а треба да биде променет и категоризацијата на поинаков начин, за да биде стимулативна, а не дестимулативна, и одредени мерки што пред малку ги набројавме, стимулации, олеснувања, процедури, олеснет
стандартните процедури за да луѓето своите иницијативи ги преточат во туристичка понуда. Исто така им е потребни мали финансиски кредити со ниски камати за да можат да ги реализираат идеите. Секако има одредени програми во земјоделие и рурален развој од ИПАР програмата, меѓутоа не сите можат да ги користат тие пари. Значи неопходно е да одиме во таа насока и неопходно што побрзо да почнеме да ја дисперзираме туристичката понуда на цела територија. Да, Владо, некој пат чинам дека имаме таква една индолентност апропо или за туризмот, меѓутоа кога би се ориентирале за развој на оние алтернативни форми на туризмот, да, меѓутоа мислам дека најголема препрека се уште некако последните години инфраструктурата. Збориме сега за железничка, за секаква возна инфраструктура која што воопшто нема никакви, веќе и постулатите ги немаме, како да ги загубивме по пат. Само што сакав да се надоврзам на она што треба, што ме праша Ивана, што треба да направи централната и локалната власт железнички да ја подобри постоечката инфраструктура и да создаде нова туристичка, како железници, пристап, транспорт, патишта, одредени села немаат ни пристап некаков, затоа одмира веќе се селат луѓето, а со оваа туристичка понуда која што ние ја сугерираме, ќе овозможиме да се справуваме делумно, можда и целосно со најголемата закана на нашава земја, тоа е миграцијата село-град и миграцијата надвор од државата. Демографска состојба, особено во и демографската состојба која што е закана сериозна, ако ние овозможиме со одредени потези, мерки и политики на руралните средини да живеат, да работат на сопствени имоти, да имаат од тоа придобивка и да комуницираат со други луѓе, домашни туристи, исто така и странски туристи, тие ќе останат на местото и ќе придонесат за економскиот развој на земја. Да, се приближуваме кон крајот, откако елабориравме и најчесто тоа знаеме да го правиме во тимските тими, особено кога зборуваме за туризмот и за алтернативниот туризам, како што ќе речеме повторно, Македонија со огромен потенцијал, со надеж, тоа ни останува, нели, надежта дека потенцијалот ќе се искористи во иднина и дека ќе се има слух за она кој што се нуди како стратегија и предлог. Балканија ни изостанува во однос на проектите кои што ги прави и кои што ги планира и сето тоа во координација со тоа што е потребно повторно за поттик на алтернативниот туризам или додавање на овие можности кои што се гледаат преку проектите. Тековни проекти како што се мобилност на спортски кадар и од отпад до вредности, самите имиња на проектите си го кажуваат своето значење. Нашите проекти се остануваме на определбата за развој на алтернативниот туризам и нашите проекти се воглавно на едукација на возрастното население во руралните средини, кое што не може да ги надополни своите искуствени знаења со формално образование, затоа преку неформалното образование се трудиме да им доближиме одредени нови сознанија, актуелни и нови вештини. Така да проектите што сега ги работиме се 4 тековни проекти, едниот е за спорт или менеджмент во спортот, веќе имаме 4 пратено во Шпанија на пракса, на обука 2 месеци, да учат за екотуризам, пермакултура, како се креираат проекти за апликации и сето тоа, значи некој вид пракса. Другиот проект ни е насочен кон луѓето со посебни потреби, тоа е актуелна категорија која што се поголема, се побројна на глобално ниво, негде 15% се луѓе со попречености и на наше локално ниво исто така над 15%, а со старење на нацијата тој број ќе се зголемува и затоа ние креираме проект и веќе сме во фаза на готова програма за учење наменета за туристичките водичи, како да креираат тури за луѓе со попречености и за националните паркови заштитените подрачја, како да создаваат услови за оваа категорија на луѓе, кои што исто така достојно треба да посетат одредени природни убавини, како и другите нормални луѓе. Тоа е интересен проект. Другиот ни е сличен на него, се вика Alter Tours, со 5 земји партнери, каде што ќе работиме со туристичките водачи и со агенциите, како да ги подобриме нивните капацитети и знаење да креираат алтернативни тури и како да и водичите да водат алтернативни тури. И уште еден е циркуларна економија, кој што е сега актуелен започна. Тоа е
се поактуелно е од отпад до вредност го нарековме. Тоа значи дека одредени материјали кои што можат да се рециклират или да се преобработат повеќекратно да се употребат, наменето за младите луѓе и за невладините организации. И еден би сакал да го истакнам, сега го работиме, очекуваме да ни помине за обука за пчеларење, по-конкретно за пчелари почетници, која што е многу актуелна тема и на глобално ниво и на наше, каде што ќе вршиме обуки на млади луѓе како да започнат мали бизнес. Актуелна и неопходна. Да, именно. И убаво кажавме дека се очекува, како што и ти сподели, дека следниме 5 години бројот на туристи во светот ќе се зголемува, но ќе се има и потреба меѓу другото и да се зголеми туристичката понуда и конкуренција, така што посекуваме вака овие моабети да бидат клучни. Неопходно е, бидејќи ако заостанеме не можеме да го фатиме чекорот, ќе бидеме настрана од тековите и нема да направиме реален економски развој на земјата. Уште еден можеби важен момент што на крај накратко можеме да го споменеме, го споменавме господинот Арган Кирим кој што ни беше исто гостин и кој што го акцентираше недостатокот на туристички водичи. Како вие размислувате на тоа поле? Туристичките водичи, ние имавме проект, реализиран проект за туристички водичи во рурални средини. И одржавме обуки и сертифициравме одреден број. Туристичките водичи кои што се во градските урбани средини или во развиените, го имаат своето знаење, ти имаат проблеми со други туристички водичи кои доаѓаат од друга земја и на тоа реагираат. Меѓутоа, мислиме дека нашите туристички водичи во моментов ја задоволуваат потребата, меѓутоа сметаме дека оној тип на туристички водичи во природни услови и во рурални средини треба да ги тоа се исто туристички водичи да ги надгради своите знаења и вештини и да биде поквалитетна нивната понуда, бидејќи тие се репрезенти на понудата на нашата земја. Владимо, пресред сме на пролет, лето, така што сигурно ќе се видиме на оваа телевизиска станица на Телма и убава понуда ќе потсетам и се она што го прави и всушност вашата платформа Балканија и секако сите чекори ги следиме па ќе се видиме за скоро. И нам ни е задоволство кога ќе споделиме вакви актуелни теми и повторно би апелирал до Министерството да што побрзо започне со стратегија, веќе таа ќе ни каже што треба да правиме. Така ќе се донесе самата и ќе биде одраз на потребите наши и на потребите на целиот туристички сектор. Да, и тоа е за доброто на секој од нас. Благодариме Влада, убав ден и успех со Балканија како до сега, така и понатаму, нели, во однос на проектите за кои што говоревме денес, за сите идни новитети се разбира и во иднина во утринска на Телма.